Благодарам, председателке. Почитувани колеги, повторно морам да констатирам дека се нема допир со реалноста и тоа што ни се случува надвор од ова собрание, а за тоа највиновен е недостатокот на контакт со млади луѓе кои што го имаат одредени политички партии. Значи, да зборуваме за уништен студентски стандард, пак кажувам, во деновите кога 40.000 ваучери се делат, кога студентски домови и студентските собранија беа во увид, и јас бев во увид, и премиерот беше во увид, јавноста можеше да види дека таму интензивно се гради, да зборуваме за некакво уништување на студентски стандард, јас би го нарекол само говор ради реда. Друго објаснување јас за тоа немам. Напоменувам дека пред само неколку месеци го проширивме и опфатот и на стипендиите, со тоа што обезбедивме стипендии да можат да земат и постдипломците кои што се на 3 годишни студии, со што опфативме и над 1000 студенти да можат да остваруваат право на стипендија. А кога зборуваме за кредибилитет и интегритет, треба да се запрашаме дали некој имаше 7 години да ги направи овие работи кои сега вика дека може да се направат за 1 секунда. Јас ви велам, стандардот се подобрува на овој начин. Преку 40.000 ваучери, преку домови нови, тие 7 години што не ги направивте, преку проширување опфат на оброк, преку проширување опфат на стипендии и преку чесен однос и враќање на доверба во институциите. А преку вакви амандмани, преку кои сакаме само некако, пошто-пото да продреме во просторот кај младите, најдобронамерно советувам, не е добра стратегијата, не е добар патот, нема да помине. Благодарам.